Вака денеска имавме еден исклучително корисен разговор, конструктивен со вице-премиерот на владата, господинот Кочо Ањушев. Мислам дека сме сосема близко до едно решение кое што ќе биде вин-вин ситуација и за фабриката и за граѓаните на Тетово. Имавме мали финансиски потешкоти и затоа доцниме со изградбата на филтрите, меѓутоа после денешниот разговор можам да констатирам дека владата ќе се залага да помогне во забрзување на процесот на изградбата на филтрите. Не би давал сега детали околу тоа во кој дел ќе биде таа помош, но мислам дека е веќе известно дека Југохром некаде до крајот на октомври, почетокот на ноември ќе има филтри и ќе почне да работи со производствена кондиција на оние печки каде што ќе бидат поставени филтрите. Тоа се печките број 7 и 8. Јасно е дека, односно би констатирал дека и штета што Југохром во овој период не работи, затоа што има два вида на загуби, и де јуре и де факто. Де факто загубата е она кој што се нашите тековни трошоци во моментов, но де јуре е и она поволна цена на феросилициумот која што сега е во моментов на светските берзи, а ние немаме производство. Би констатирал дека после денешниот разговор, како заклучок од состанокот, дека Југохром некаде за околу 4 до 5 месеци ќе биде ќе ги има печките број 7 и 8 со изградена филтер станица и ќе почне да работи согласно меморандумот кој што беше потпишан минатата година во владата. За која состојбата се работените, имате ли се уште луѓе на платен список, како синдикатите постапува со нив? Па добро, вработените се тие што остана пред една година, значи некаде околу 70 на број, кои што редовно добиваат плата. Но се надеваме дека во скоро време, кога ќе почнеме поинтензивно со градбата на филтрите, тој број на вработени во континуитет ќе почне да расти. Вредноста на филтер станицата, сега можам точно да ви кажам во екзактни бројки, тоа е околу 4 милиона 170 илјади евра. До сега, да речем на некој начин од наша страна како Југохром, како менеджмент е инвестирано околу 800 илјади евра. Остатокот најдовме решение како ќе бидат покриени другите средства, така да сега сум многу поголем оптимист отколку што бев претходно и сум сигурен, стојам на збора дека Југохром до почетокот на ноември ќе има поставена филтер станица на печките број 7 и 8.